Владата не ја објавува содржината на анексот на договорот за добрососедство кој го доставила Бугарија. Според бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов, токму овој анекс е услов за македонската евроинтеграција. За телевизијата Нова тој изјави дека Македонија има шанси да добие датум за преговори во јануари или февруари, ако се согласи на 12 точки наведени во него. Како што вели Каракачанов, Македонија имала шанса да добие датум уште во ноември, но не ја искористила. Истакнува дека Бугарија е за проширување на Европската унија на Западен Балкан, но загрижува говорот на омразата против се што е бугарско. Северна Македонија има шанс да получи датата за започване на преговорите, включително другия месец или този месец, януари, ако те накрая седнат и подпишат този анекс към договора, който ние предлагаме. Там има 12 точки, които са много ясни. Първо, отказ от исторически претенции, отказ от малцинствени претенции, промяна на образователната система. Од македонското МНР единствено велат дека Османи е во комуникација со колешката Захариева и дека следната недела ќе разменат ставови за акцијскиот план кој го предложи македонската страна. Дека Бугарија со анекс ќе го условува нашиот пат кон Брисел извесен период предупредува лидерот на ВМРО-ДПМН Мицкоски. Власта негираше дека Софија инсистира на анекс. Мицкоски вчера на Фејсбук го праша Заев дали ќе се извинат за лажните вести кои ги ширели и за тоа што не ги информирале граѓаните за анексот. Според председателот на опозицијската партија, неговата содржина е со исклучително лоши позиции за македонскиот идентитет. Од друга страна, како што објавуваат повеќе медиуми, според професорот Тони Десковски, анексот за кој настојува Софија ќе се нарече протокол. Не само да се објави, туку и да се ратификува во собранието согласно член 118 од Уставот. Инаку анексот всушност ќе има назив протокол, меѓународен договор со кој се менува или дополнува постоечки договор, напишал Десковски во коментар, пренесуваат медиумите. Инаку специјалниот владин представник Бучковски во вторник или среда ќе има состаноци со бугарскиот државен врв. Содржината и на нон-пейперот кој тој му го предаде на премиерот Борисов исто така не беше презентирана пред јавноста. Потоа Заев во неколку наврати истакна на кои прашања тој се однесува.